Главна причина заради која дојде до промена на забраната од 2035 година да се продаваат возила со мотори на фосилни горива е што европската автомобилска индустрија се најде во пресвртница. Моделите кои сега се развиваат ќе бидат последни такви на пазарот, интересот за електричните возила во меѓувреме спласнува, а кинеската конкуренција ги наостри своите заби. Таму пак продажбата на европските марки колабираше, а ниту Америка повеќе не е ветена земја. Ако на ова се додадат и постојните геополитички проблеми со набавката на суровини, зголемените трошоци за работа и банкарски камати, се добива слика на апокалиптична драма и само можеби трошка надеж. Но за жал засега не може да се предвиди од која насока таа ќе дојде. Така и ќе биде се додека помасовно не се појават новите поевтини електрични модели што се подготвуваат. Дури потоа купувачите ќе можат да го кажат својот збор. Тие засега се воздржани и не сакајќи да ризикуваат, се одлучуваат за испробаното, кое сепак е со ограничен рок на траење на пазарот. А политичарите заборавија дека автомобилската индустрија во Европската Унија вработува преку 13 милиони луѓе и придонесува со 7% во бруто општествениот производ.